точно време за почеток на уште едно ново, креативно и инспиративно дружење на тема уредување на простор. И за денес одбравме интересни теми кои се надевам и верувам дека ќе ви бидат од помош доколку ве очекува уредување на вашиот простор или доколку не едноставно ќе поминеме забавни 30 на минути и ќе внесеме многу позитивна енергија во вашиот дом. На кои теми конкретно зборуваме денес и во денешниот квадрат дознавате во продолжениот краткиот преглед на денешното издание. Еве што ќе гледате во новиот квадрат. Во новиот квадрат ќе гледате: бојата на дрвото дава исклучително топол амбиент. Како да уредите креативна бања и зошто да одберете ПВЦ прозорци. Останете тука. По рекламите почнува новиот квадрат. Акрон. Секој детал е важен. Зошто Home Concept? Затоа што нудат детално изработени проекти за целосно уредување на секаков вид објекти. Вложувањето, иновациите и организираноста се нашиот успех во креирање на вашата приказна. Ваш дом, наш концепт. Home Concept. Мебел од најдобрите турски брендови. Започнуваме со темата која ќе ви помогне при избор на еден елемент од просторот кој го прави истиот убав и однатре и однадвор истовремено. Ова е последен ден во месецот, веќе од утре е месецот во кој ни доаѓа пролета. Пролета секогаш ни инспирира на оние крупни поправки во домот, а меѓу нив и промена на прозорците. Не знам дали вие веќе имате донесено одлука за тоа кои прозорци се најдобри за вашиот простор, меѓутоа доколку се размислувате се уште и доколку една од опциите се ПВЦ прозорците, за нив зборуваме во продолжение. Сите нивни карактеристики ќе ги дознаете во прилогот кој следува сега. Во последните години, ПВЦ материјалот за изработка на прозорци и врати, според бројните статистики, станува доминантен. А според нашите истражувања, има и зошто е тоа така. Во следните неколку минути овие податоци ќе ги споделиме со вас, заедно со препораките и стручните совети кои ги добивме низ разговор со професионалниот тим на Rolexport. Оттаму велат дека основните предности на ПВЦ во однос на другите материјали е всушност нивната издржливост во прв ред, како и едноставноста во одржувањето и цената која е прифатлива во однос на другите материјали, особено ако се земе во предвид како сооднос цена-квалитет. Сосема е очекувано да секој од материјалите си носи свои предности и свои недостатоци. Дрвото, например, како природен материјал, е убав за око, но споредбено со останатите материјали се смета за потежок за одржување и помалку траен, а од друга страна е и далеку поскап. Од овој аспект, ПВЦ столаријата станува се повеќе актуелна, и тоа пред се затоа што едноставно е за одржување, убав е на изглед, а се отпорни на различни надворешни фактори. ПВЦ вратите и прозорците, за разлика од оние изработени од други материјали, немаат потреба од фарбање, а ниту дождовите, влагата или промените во температурата во никој случај не ги оштетува на долг рок. Во структурата на ПВЦ прозорците се наоѓа и челична конструкција, што е гаранција дека по извесен период нема да дојде до нивно извиткување. Како дел од фасадата, прозорците мора да задоволат многу повеќе од барањата за топлинска изолација и сигурност. Ги прашавме на оваа тема и нашите стручни соработници од Rolexport, а оттаму ни одговорија дека има и од нив повеќе подвидови. Сепак карактеристика заедничка за сите саламандер профили е тоа што покажуваат висока ефикасност во однос на звучната заштита, заштита од инфилтрација на дождовна вода, безбедност при грабеж, отпорност при временски промени и температурни разлики, при што овие прозорци даваат гаранција до 100 години на изложеност на температури од минус 50 степени Целзиусови до плюс 80 степени Целзиусови, без промена на бојата.
Профилите на овој тип на столарии се произведени од високо квалитетен винил, сертифициран со ознаката RAL Quality Mark. Секој поединечен подтип си има свои карактеристики, а еве на пример PVC прозорците и балконски врати од типот Salamander System 3D, кои имаат бела боја, се појачани со подцинкуван челик со дебелина од 1,5 мм. Истите имаат и висок коефициент на топлопроводливост на крилото и штокот и 46 децибели звучна заштита. Освен тоа се застаклени со термопан М1 стакло со бутил лента во пакет 4,16-4 мм со звучна изолација од 32 децибели. И она што мора да го знаете, а ние редовно ве подсетуваме кога доаѓа сезоната за тоа, е како да го промените режимот на PVC вратите и прозорците според климатските услови различни во различна сезона. А како да го направите тоа, ние ви откриваме во прилогот кој следува во продолжение. Ниту екстремно високите, ниту пак ниските температури во студените зими не сакаме да ги пуштиме во својот дом. Затоа и кога бираме прозорци, настојуваме да одбереме што е можно подобар топлотен изолатор. PVC прозорците се чест избор, но кога се тие во прашање, мајсторите често забораваат да ни напоменат една многу важна работа. Тие можат уште повеќе да ве заштитат, затоа што имаат летен и зимски режим, а вие можете да го подесувате и сами. Промената на режимот е многу едноставна и со помош на едно видео на кое наидовме, ќе ви покажеме како да го направите тоа. Едноставно отворите го прозорецот и пронајдете го шрафот на внатрешната страна и подесете го со помош на ибус клуч. Шрафот кој се наоѓа на страната на шарките се врти кон внатре, при што се регулира силата на потисок на прозорската рамка. Кога мајсторите ги поставуваат прозорците, најчесто го оставаат на стандарден, односно среден режим. Па затоа тие не го даваат својот максимум на задржување на температурата во домот, ниту во лето, ниту во зима. Ако не сте сигурни во кој режим се вашите прозорци и врати, едноставно проверете со користење на парче хартија. Притиснете го со прозорот и доколку без проблем го извадите, значи дека се подесени на летен режим. Но доколку при вадењето листот се искине, тоа треба да ви покаже дека прозорците се наш зимски режим. Не е пожално прозорците и вратите преку целата година да останат на зимски режим, затоа што на тој начин се оптеретува гумата на рамките и таа брзо ќе се истроши. Следете ги правилата и вашите прозорци ќе ве служат долго, а ќе ви обезбедат и пријатна температура во текот на секое годишно време. Од PVC прозорците се селиме на една тема со која ќе ви помогнеме да го уредите внатрешниот дел од просторот, односно од домот. Важен дел во секој дом е бањата, затоа што тоа е простор каде што се релаксирате, каде што се опуштате по напорниот работен ден и дефинитивно таа треба да биде чиста, уредена и да ви влева спокој. Ќе ви помогнеме како да ја уредите, при тоа таа да биде и модерна и креативна истовремено. Следуваат неколку инспиративни идеи на оваа тема. Поживете. Се помала квадратура отпаѓа на просторијата која за многумина е омилено место за релаксација по напорниот работен ден. Но колку и да е голема бањата, таа мора да ги собере сите елементи кои се неопходни во неа. Ова го зема во предвид компанијата Norm Architects, која имајќи го ова на ум, создаде колекција на минималистички аксесоари и парчиња мебел за бањи. Новата линија производи настанува од корејскиот произведувач Лагобат, а во себе вклучува плакари, носачи за тоалетна хартија, држачи за пешкири, кои се само прв дел од планираното. Соработката настанала со цел да се креира совршено решение, погодно за малите квадратури. И може да се потврди, тоа и го постигнале. Единиците мебел кои содржат лавабо доаѓаат во вертикални самостални верзии, но и во хоризонтални, кои можат да бидат монтирани над зидовите, да бидат опремени со дрвени пултови и различни структури кои овозможуваат создавање простор за сместување ситни предмети и предмети потребни за во бањата. Дополнително за ваква намена,
Колекцијата вклучува и вертикални и хоризонтални единици создадени од црно дрво со врати од огледало. Ова е нешто вонвременско, а ако сепак сакате да се истакнете, веројатно ќе сакате да ги слушнете трендовите за оваа година. Модерните бањи се повеќе се инспирирани од луксузните спа детали, а белата боја е секако најпопуларен избор во овие ексклузивни простории. Новите трендови оваа сезона ќе ви овозможат да присвоите интригантни, шармантни и лесни стилови, и тоа без да мора да промените комплетно се во бањата. Рециклираните материјали помагаат за зачувување на планетата и животното окружување. Во светот на дизајнот, кој повеќе од било кога е свртен кон еколошки исправните карактеристики, речиси не престанува никакво изненадување што модните трендови доаѓаат со голема зелена нота. Речиси секоја година тема е употребата на рециклирано дрво во бањата и сите предности кои со себе ги носи тоа. Денес и оваа сезона дојде ред на рециклирано лавабо и целиот шарм кој доаѓа со нив. Стари велосипеди, гардеробери, заборавени дрвени елементи извадени од подрумите, дрвен мебел и уште многу други елементи можат да бидат претворени во убаво и модерно лавабо, кое оваа сезона ќе биде тренди парче во вашата бања. Скандинавскиот стил продолжува да биде хит во уредувањето, а овој пат е модерен и за во бањите. Кога подобро ќе размислиме, дизајнот инспириран од спа-центрите не е далеку од едноставност, елеганција и светла боја во скандинавски стил. Адаптирајте го овој стил во белата бања, што секако ќе ви помогне во пролетното чистење, освежување на просторот и создавање на пријатна и ведра атмосфера во него. Предлагаме да додадете светли, разнобојни или визуелно атрактивни централни точки од керамички плочки, лавабоа или уметнички дела, со цел дополнително да го персонализирате просторот. Бањата не може без огледало, а оваа сезона нека биде тоа во дрвена рамка. Некогаш дрвото, циглата и останатите необработени површини се сметаа за неприфатливи и регресивни во модерните купатила, но за среќа овој бран помина и трендовите од 90-тите им отстапија место на органските дизајнерски елементи. Доколку се уште не сте го вклучиле овој стил во просторот, огледало во дрвена рамка ќе биде одличен и лесен почеток за тоа. Гледајте на овој детаљ како на нешто што ќе внесе топлина во бањите, ќе ја направи софистицирана и монохроматска. Освен природните, тренди сезонава ќе бидат и металик елементите. Само неколку од нив имаат моќ да му дадат изобилство стил на просторот, на бањата, но и на секој друг интериер. Месинг или хромирани карактеристики се исто толку допадливи. Првиот метал дава топол и класичен изглед, а вториот модерно и релаксирачко чувство. Металните кади со ретро шарм, па дури и плочки на позадината помагаат целокупниот изглед на бањата да го пренесат на повисоко ниво. И за крај, неколку практични идеи за сите кои имаат потреба од тоа. Прва на око ни падна луксузната линија DXV на American Standard. Ово е одличен пример кој покажува како може да се комбинираат традиционалните компоненти со водечките карактеристики и технологија. Темно-сини ѕидови и подови, модерно лавабо и огледало над ѕидниот елемент. Минималистички, а елегантно. Куински остров не е само за во кујна. Ако имате простор, ќе заврши одлична работа и во вашата бања. Елегантен и функционален елемент кој ќе му даде стил на просторот, а ќе ви биде и често од полза. Љубителите на традиционалните бањи дефинитивно ќе ја засакаат оваа со аголен туш простор и стаклен параван. Едноставно се комбинира и визуелно го прави просторот поголем. На сличен, но далеку поформален начин, карактеристиките во оваа бања го представуваат ехостилот на целата просторија. Ѕидовите кои исто така се специфични се завршница, а заедно со специфичната расвета му даваат посебна магија и релаксирачка атмосфера.
Зен изглед и спад доживување доаѓаат заедно со овој дизајн и секој специфичен детаљ од него. Од зидовите до лавабоата, мебелот и огледалото. Едноставно оддава уметност. За сите кои не се пронајдоа во ништо од ова, следи кратка видео и фотоинспирација. Па се надеваме ќе бидеме доволно инспиративни и ќе понудиме решение погодно за вашата бања. Уживајте! Се повеќе и дрвото како материјал за изработка на мебел или негови имитации, па особено бојата е застапена и во бањата, меѓутоа особено во другите простории во домот. Ова боја е особено добра за да внесете топлина во домот, а тоа е она што всушност секој дом го прави она што е место за живење, совршено и за во него да функционираат сите членови во семејството. Бојата на дрвото е одлична доколку сакате да уредите дом во кој ќе се чувствувате топло и спокојно. Како да го внесете во вашиот дом во секоја просторија одделно, дознавате во прилогот кој следува во продолжение, а за него се консултиравме со нашите стручни соработници од Home Concept. Уживајте во она што следува. Уредувањето на домот во кој живееме е една од најубавите и најважни работи, а пред се најголеми предизвици кои стојат пред нас. Уредувањето на просторот секако дека е прашање на вкус, но кога станува збор за уредување, едногласни сме дека дрвото дава неверојатна топлина и посебен рустикален амбиент на просторот. Фино обработени со мазна лакирана површина или груба порапава текстура, на која се познаваат сите пукнатини на стеблото. Двете варијации на обработеното дрво ќе му дадат посебен печат на вашиот дом. Со редовно и правилно одржување мебелот од дрво може да потрае десетици години и да се остави во наследство на идните генерации. Без разлика дали се работи за мебел од дрво, посебни дрвени додатоци кои служат за разубавување на просторот како вазни и ламби, или самото дрво имплементирано во собата, како на пример дрвени греди кои намерно ѕиркаат од таванот. Сите комбинации изгледаат подеднакво привлечно. Дрвото го облагородува секој простор. Тоа е една од најважните суровини кои ни ги дава природата, со извонредни особини и здраво пространо климатско зрачење. Квалитетот на дрвото како градежен материјал е неспорен и доколку дрвото правилно се одржува, има многу долг животен век. Се карактеризира со висока густина, одлична јакост, отпорност на влага, лесно се одржува и има голема стабилност, што е причина во последно време се почесто да се употребува во различни фази и сегменти во градежништвото. А токму неговата голема естетска вредност е привлечна за да се користи и како дел од фасади, за надворешни дрвени подови, дрвени гарнитури во двоседот, но и за интериерите. Дрвото како материјал за уредување на домот со години го држи првото место. Например, во норвешкиот град има дрвена куќа од 12 век, која се уште е населена, докажувајќи колку е издржливо дрвото. Покрај неговата издржливост, дрвото има и многу други интересни својства. Овие карактеристики во комбинација со пријатниот изглед, дрвото го прават совршен материјал за уредување на интериерот. Дрвото може да се употребува на различни начини во интериерот. Ние издвоивме неколку примери во консултација со нашите стручни соработници од Home Concept. Исто како и во минатото, мебелот сепак е одлично направено дрво. Само погледнете маса за трпезарија, клуб маса, столови, гардероби, странични плочи, ормани за пијалоци и слично во вашиот дом. И сите тие фини изработени се од топло дрво. Но дрвото доаѓа во различни бои и формати. Играјте со празно дрво, доколку ви се допаѓа скандинавскиот изглед, или одберете махагонска табла за ретро стил. Кој и да го одберете нема да погрешите и едно е сигурно. Секое парче мебел изработено од дрво ќе му даде префинет и модерен изглед на вашиот дом. Дрвото е идеално за создавање на одвојувачки зид.
Можете да користите вертикални штици, оддалечени неколку сантиметри едни од други, со цел да одвоите дневната соба од трпезаријата, или сево ова да биде како едно парче мебел кој делува како полици. Истите ќе бидат и функционални и практични, но и естетски совршени истовремено. Изработена од дрво може да биде и целата дневна соба во еден дом, односно сите парчиња мебел во неа. И тоа при тоа нема воопшто да изгледа премногу дрвено. Бидејќи со таков изглед, домот има посебна топлина. Дрвото е најзастапен материјал во домот, без разлика дали станува збор за под, плакар, кревет, некој друг елемент, како што е мебелот од дрво. Има потреба од одржување со што би се продолжил неговиот животен век. Можностите за уредување не познаваат граници, а доколку немате конкретна идеја за тоа со каква боја, парче мебел или декоративен елемент сакате да го декорирате домот, тука сме ние да ви ги представиме најновите трендови, кои според бројните експерти од областа на внатрешниот дизајн ќе бидат огромни оваа година. Освен неговиот убав и луксузен изглед, мебелот изработен од дрво е и најбезбеден за дома. Трпезариските маси изработени од дрво се тренд кој никако не пропаѓа и секоја година ќе биде поактивен и побаран. Истото важи и за клуб масите кои ја декорираат дневната соба, а ги има во најразлични форми. Дрвената клуб маса едноставно е парче мебел на кое не можете да му одолеете. Можете да ги најдете во бели, нежно кафени или пак многу бежни нијанси, со што на просторијата ќе дадете малку свежина и малку топлина, а токму оваа комбинација е она што се нарекува убаво и модерно уредена просторија. Бидејќи едно лице поминува 1/3 од својот живот во спалната соба, дрвените кревети се најдобрата опција. Таквиот мебел може да биде малку поскап, но со соодветна грижа е силен, издржлив и особено удобен. Да не ги заборавиме и дрвените плакари. Плакарот изработен од дрво не само што се одликува со висок квалитет и трајност, туку и дава и посебен впечаток на собата во која тој е сместен. Без оглед на тоа каков стил преовладува во просторијата, плакарот изработен од дрво се вклопува во било кој светла или пак темна нијанса, а и тоа како ги има на располагање. Позитивната страна на мебелот изработен од дрво е тоа што во секој момент може да биде реставриран. Можеби во домот имате некоја масичка или плакар кој ги чувате од сентиментални причини. Можете да ги разубавите со мал зафат. Затоа воопшто не двоумете се кога станува збор за уредување на вашиот дом и слободно внесете топлина и шарм во секое парче дрвен елемент. Верувајте, нема да погрешите. Во светот, создаден според потребите на возрастните, два малечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носења. Од креатурите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. На пелет, затоа што има ниска потрошувачка, висока технологија и ефикасност, гаранција и енергетска ознака. Фрико, ние не правиме само печки, ние го правиме животот подобар. Убавото време секогаш не инспирира да направиме нешто убаво за себе и за просторот во кој функционираме. Нека биде ваша инспирација и ова убаво време, меѓутоа и ние и се она што ви го покажавме изминативе 30 на минути во овој денешен квадрат. Доколку кој пат не најдовте нешто за себе, тоа сигурно ќе го направите во следниот квадрат, затоа не пропуштајте. Недела 11 часот и 30 минути повторно ве очекувам на дружба тука. За сега, пријатно од мене.